слуша представник од Удруженијето за студентите кои што беше присутени на комисијата. И мислам сепак дека она што го даде како одговор не е одговор кој што претходно беше поставено повеќе награди во нашите дискусии. Конкретно, за регистрот на загадувачи, кој што јас го напомена некои други колеги, представникот кажа дека нема фактички регистр, меѓутоа на основа на тоа што инспекторите издаваат дозволи, еколошки дозволи, значи ги нотираат, ги забележуваат загадувачи. Значи нема регистр на основа на тоа. Значи тие не се како регистр офатни, туку на основа на тоа имаме ние некоја представа кој се загадувачи. Што не би се сложила точно, кадастрот е сосем нешто друго, меѓутоа, значи треба да почнеме регистр да дефинираме, па да се прави кадастр, не е тоа толку сложено се направи. Токму така, за да се спасиме загадувањето, ние треба час поскоро, значи да имаме и регистр и кадастр на загадувачи. Мислам, во ова време на 21 век тоа треба да имаме. Тоа е друга работа, како кадастр што го споменам. Друго што сакам да напоменам, оно што рековме, организирање на загадувачи. Значи, господинот вика, да, точно е тоа, дека во зимските месеци ние имаме многу поголемо загадување, факт е. Точно се сложувам дека тогаш се за тоа и норми во народните медии, индивидуалните домаќинства во времето на индустријските објекти и така натаму. Меѓутоа, токму тоа е суштински што го проводиме. Значи, оно што реков во ова програмата, ние треба да предложиме мерки, односно да постигнеме што со нив. Значи, нема да чекаме пак да биде ноември, декември, па ние само да констатираме дека имаме енорни загадувања. Значи, уште сега треба, пошто знаеме кој е изворот на загадување, значи сте ги блоцирале, условно речем, изворите на загадување, тогаш треба да кажеме што преземеме, да немаме такви извори. Значи, да видиме првопрвенствено, значи, изворите, зошто се ради ниски одраци, ради што се користат ради горивата за горење, значи, што содржат и така натаму. Значи, индустријските објекти, дали содржат сулфур во своите гориви и така натаму. Значи, точно треба да блокираме, да кажеме што може тука да се преземе, така, што може да преземеме во однос на загадувањето, дали се индивидуални, дали се индустријски и така натаму, или се разбира оно што е во комуналната на возилата, значи, конкретно ние само ќе чајка мај пак да дойдеме ќе кажеме да, сега не дојдеме или чајкото загадувањето, значи од оно што сме го констатирали, значи ние се нагаѓаме да загадувањето е многу повеќе од нели го зима ложиштата, меѓутоа што преземаме, да ги намалиме изворите од ложиштата. Како? Значи да слушнеме конкретно како ќе ги намалиме, а не да чекаме и да тоа што имаме енорни загадувања. Ние се сложуваме со таа теорија, дека блокираме што треба да ги пресечеме, па ништо значи реципиентите помалку да се загадени, односно населението на општината. Што баш колку е процедурално, дали може